започнува најубавата емисија Растеме. Денеска ќе не гледате нас, учениците од 4-3 одделението од Основното училиште Гоце Делчев. Сега ќе дознаете за нашата проектна задача. Здраво на сите, ние сме ученици од 4-3 одделение од Основното училиште Гоце Делчев, од Тетово. Од оваа учебна година учевме изборен предмет кој се вика Заштитата на животната средина. Со учителката Сонја решивме да истражувавме како изгледа средината во која живееме, нашиот град Тетово. Направивме план за нашата проектна задача и започнавме со истражувањето. Прво го обиколивме градот и се што забележувавме го запишувавме. Да биде чист и затоа со помош на нашите таблети изработивме постери со еко пораки и ги поставивме низ градот. дека нашиот град е загаден, дека многу луѓе несовесно се однесуваат, фрлаат отпадоци насакаде, премногу користат автомобили, ја загадуваат зраката пена, сакат го вид
Otpad. Ne frlaj đubre okolo sebe, to može brgu da ti preči tebe. Potrudi se, zasadi drvo ili cvet, to je korisno za celiot svet, za celiot svet. Направихме и мала драматизација со екосодржина. Ајде да замислиме како се чувствуваат отпадоците. Da vide meso razumna glava, đubreto volkanka sekoj da go stava. Sekogaš da vide meso razumna glava, đubreto volkanka sekoj da go stava. Здраво, Маја, гледам дека и ти си дошла порано. Здраво, Злаки, мило ми е што те гледам. Што има ново? Како си? Се е по-старо. Мола? Што? Што рече? Јас ништо, но слушнав некои гласови. Јас го чуам истото. Слушаш, отпадоци зборува. Дали лежуваш? Да, но како е можно ова? Ајде да слушнеме што зборуваат. Леле, ми се смачи века да бидам постојано на ова место, неподвижна и валкана. Веќе една недела лежам на ова место. На никому не му текнува да ме крене и да ме стави во кантата за отпадоци. Потоа да ме преработа, тоа би била чиста и корисна. Тешко ме некој дека чека една година да се распанам и да се спасам од овие. Не би требало да се жалиш. Една година е ништо. Јас овде стојам вака валкан изложена на дожд, ветер и снег. Тешко мене. За да се распанам треба да чекам 5 века. Слушаш? 500 години. И сакала да се најдам во кантата за отпадоци. Па да ме однесат во блиската фабрика за преработување, да ме исчистат и повторно да му употребам. Пак да станам шарена и корисна. Доста веќе се жалите, не можам да ве слушам барем вас, ќе ве снема, а што да кажам, никогаш нема да се распаднам. Да ве во канта за стакло, 100 пати ќе ме преработаја, не ми е добро. Престанете веќе еднаш, зошто мислите само на себе си? Јас постојано сум загадена, голо сум плавала на целиот овој пат. Фрлен од векови намалу, ама станува неподносливо, не можам веќе да понесам. Ве молам, престанете да се жалите, бидејќи ако се распаднам јас, и вие ќе пропаднете заедно со мене и трошам последните си. Злати, ајде да направиме еколошка секција. Ајде да ги соберем сите наши догаѓања. Да ви кажеме што слушнавме и да се фатиме за работа.
да ги соберем на овие отпадоци и да спасите нашата драгоцена планета. Се согласам, ајде да започнеме. Ученици, што покажа нашето истражување? Загаден воздух, отпад на секаде, челото автомобили, климатски промени, Стаклянички гасови. ишечени шуми, опадни води. Да помнете, многу е важно Да ја чуваме природата. Загаден воздух, нафтена дамка, планетава пара, свазвоносна сламка, озонска дупка, пластични кеси, стани екологи, ако уште не си, ако уште не си. Природа чиста, само спомени, сечење шуми, климатски промени, ние не сакаме никого да судиме, само еколошка свест да разбудиме, да разбудиме. Ние сме екогенерација, училиште за пример на целата наша нација. Градете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот глас. Природа чиста, само спомени, сечење шуми, климатски промени, ние не сакаме никого да судиме, само еколошка свест да разбудиме, да разбудиме. Ние сме екогенерација. Училиште за пример на целата наша нација. Градете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот глас. Ние сме екогенерација. Училиште за пример на целата наша нација. Градете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот глас. И затоа Немај отпад на секаде. Чувај ја шумата, вози велосипед. Да се грижиме заедно. Колку време ви беше потребно да ја сработите проектната задача, дали учениците соработуваа и дали даваа своји идеи?
Оваа проектна задача ни беше во рамки на слободниот изборен предмет заштита на животната средина, кој што го предавам оваа учебна година и е по новата концепција. Учениците уште на почетокот, значи на учебната година, од месец септември, почнуваат да стекнуваат знаења преку овој наставен предмет за различни видови на животна средина, како може да се делува во животната средина, природни богатства, како да ги заштитиме природните богатства. И тоа всушност тие сите знаења представуваа подлога за оваа проектна задача, за која што ни беше потребна околу 1 месец. Сите активности кои што беа во рамки на оваа проектна задача беа со интердисциплинарен пристап, тоа значи беа вклучени содржини и од природни науки, македонски јазик, од информатика и техничко образование, исто така и од вештините, музичко и ликовно образование. Многу беше интересно за учениците тоа што тие се најдоа во улога на мали истражувачи и што самија согледа еколошката состојба во градот во која што се најдоа при наблюдувањето и на тој начин беа помотивирани за учење и сите знаења кои што ги стекна представуваат нивна својна. Зошто ја одбравте темата екологија? Оваа тема екологија ја одбрав затоа што знаеме дека во денешно време и целиот свет се соочува со длабока климатска криза, еколошка криза и сакав малку учениците да станат посвесни за таа ситуација, но не само тоа, знаеме дека и нашиот град Тетово е многу загаден. Не само тоа што можеа учениците преку оваа проектна задача да ја видат состојбата каква е во градот, туку тие сватија дека иако се мали, дека секој човек на било која возраст може да делува врз животната средина и на тој начин да ја подобри, односно нашиот град да стане подобро место за живење. Колку е важно децата да стекнат еколошки навики и каква е улогата на наставникот? Екосвеста кај децата се развива уште од најмала возраст, уште во рамки на семејството. Родителите преку своите примери, преку својот однос кон природата, кон животната средина, отпадоците, штедењето на вода, струја и така натаму, представуваат тоа пример за децата како и тие треба да се однесуваат, односно за стекнување на некакви навики. Меѓутоа, развивањето на ставовите и вредностите во врска со екологијата се развиваат и понатаму. Во градинките, со активности таму, меѓутоа понатаму и во училиштата. Улогата на наставникот е примарна, затоа што тој самиот е креатор и на наставата и на воннаставните активности, во кои што може да вклучува многу екосодржини, затоа што сега ги има и во програмата, но сега и со новата концепција наставникот има голема слобода да внесува уште повеќе активности во делот што се нарекува други активности. И јас токму тоа и го искористив за да децата можат да развиваат еколошка свест. Бидејќи наставникот представува како некој модел според кој се идентификуваат учениците, дури повеќе и од родителите некогаш, значи заради тоа е важна улогата многу на наставникот. Како ќе ги спроведува тие активности? Дали ќе биде само преку пренесување на знаења, преку предавања, презентации, но може да биде тоа и преку практични активности. Јас заклучив дека само ако зборувам на часовите, ако пуштам презентации, дека учениците тоа ќе го научат, но не толку длабоко ќе навлезат во проблемот. Подобро е кога тие сами ќе го согледаат проблемот, кога ќе истражуваат и на тој начин повеќе ќе бидат мотивирани за учење и повеќе ќе осознаат, ќе развиваат и ставови, и вредности, и еколошка свест. Кои се вашите следни планирани активности? Јас планирам за идната учебна година да предавам изборен предмет кој што ќе се вика екоакции. Тоа ќе биде продолжување на сите активности од оваа учебна година, со тоа што децата уште поконкретно можеме да навлеземе во проблематиката, во екологијата, со тоа што можеме еколошки да делуваме со расчистување на некој дел од површината на градот, расчистување на коритото на реката Пена и така натаму. Ќе видиме, мислам тоа ми представува
представува сега иден предизвик за идната учебна година, како ќе ги осмислам тие активности, како ќе ги реализирам и нормално тие треба да одговараат на нивната возраст. Мене највеќе ми се допадна кога игравме и кога ги правевме облеките. Мене најмногу ми се допадна кога игравме и кога ги правивме постарите. Мене највеќе ми се допадна кога го правевме постерот и песната еко песна. Мене највеќе ми се допадна кога одевме по градот и ги лепевме постерите. Мене ми се допадна постерот и кога игравме. Мене најмногу ми се допадна драматизацијата. Мене ми се допадна кога игравме песничката. Сведоци сме дека сте многу посветена на вашата работа, вие сте наставник, едуино амбасадор, автор. Од каде црпите енергија и идеи? Љубовта која што ја имам развиено за професијата учител, уште како дете, тоа ми дава неисцрпна енергија, но исто така ми представува извор на идеи кои што ги црпам и не ми остануваат на хартија, претежно и ги реализирам сите идеи кои што ги имам. Исто така во работата многу ми представува поддршка семејството, кој што ми ја дава цело време, но и соработката со поголем број едукатори низ целата држава, од многу градови, едуино амбасадори, со кои што разменуваме материјали, кои што ми представуваат поддршка во целокупната работа, кои што ме поттикнуваат, веруваат во квалитетот на мојата работа и на тој начин јас самата се насочувам како можам да работам, што можам да работам и да очекувам успех во оваа образовна работа. Се разбира дека и доколку имам повратна информација за она што сум го сработила како задача, дека тоа ќе ми биде поттик. Последно имам добиено едно благодарно писмо од директорот на Бирото за образование за целиот ангажман за едуино заедницата, односно снимените 25 видеолекции и 12 игровни активности за ран детски развој, и тоа исто така ми представува дополнителен мотив во работата. За секоја задача која што ми е успешна, таа ми представува мотивација за идната задача, бидејќи работата ми представува задоволство.